Продолжуваме со отвореното студио на Еден ТВ и како што најавив, гостин е потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добар ден, благодарам на поканата. Добар ден и од мене. Благодарам на поканата. Ван Бален го имавме. Јас го викав Александар и да ми биде гостен и тогаш ми се извини, рече јас не можам, спречен сум, зошто? Па се женам, сега да му честитам. Па честитки. Со прстенот имаме и доказ. Да. Што благодарам на честитката. Оправдано отсуство. Да. Благодарам. Александар, многу гости од странство деновиве и сите од нив бараат и средби со раководството на ВМРО ДПМН. Пораката е една, унисона, да се излезе на референдум да се гласа. Меѓу тие гости од странство, голем дел се и ваши пријатели на вашата партија. Па кој е вашиот одговор? Точно, имаме една висока фреквенција на гости. Тоа е добро и за Република Македонија. Добро е да дојдат, добро е што покажуваат интерес. Најголем дел од нив не информираат дека доаѓаат на барање на владата. Односно, владата ги замолува да дојдат и да им помогнат во кампањата, во ред, тоа е легитимно право. Да. Со сите нив се среќаваме, како што кажавте, со дел сме и од сестрински партии, се познаваме од порано, се среќаваме и редовно. Горе-долу ги кажуваме позициите кои што ги имаме во јавност, нема некоја разлика. Тоа е интересно околу таа позиција. И тоа се едни пристојни културни разговори, секој ќе го кажува на што го мисли, тоа е тоа генерално. Нивната перцепција е јасна, постои спор помеѓу Македонија и Грција. Треба да се реши. Се нашла влада во Македонија која што е спремна да прифати работи кои што ги прифати, кои што други влади не ги прифаќале, и нормално е тие да го поздрават тој договор не навлегувајќи во содржината. Но ние навлегуваме во содржината затоа што треба да живееме со тој договор. Тие ќе дојдат, ќе кажат пораките, ќе заминат, но ние остануваме да живееме тука. Она што изамерувам на владата е што не ги замолува овие странски гости кои што доаѓаат да донесат и по некоја економска делегација со нив, па да видиме и некој економски бенефит, некој инвеститор да дојде и да трне малце работата во државата. Интересно е она што уствари ме интересира, на тема бойкотирате или не бойкотирате, бидејќи тој став никако да го откриеме што е. Лидерот што го кажа, ставот е така. И она седница која беше на извршниот, која заврши со пресконференција од која пак не свативме на што сте. Мислам дека е ставот едноставен, сега може да има различни толкувања. Ставот е дека се работи за едно надпартиско прашање, национално прашање, прашање кое што не е за точно, за државата. И оставаме на граѓаните самите да одлучат што ќе прават на 30. Секако опција е да излезат да гласаат за, опција е да излезат да гласаат против или да не излезат на гласање. Така што оставаме на граѓаните да ја донесат својата одлука. Знам дека на одредени политичари ми е чудно, но ние, како демократска партија, десничарска партија, малце и новини внесуваме во партијата, сакаме малце да го промениме овој однос, кај што политичарите цело време му кажуваат на народот што треба да прави и како треба да прави. Мислиме дека за најбитното прашање во државата, народот нас треба да ни каже што да правиме, односно со она што ќе го каже на 30 септември, да даде насока на политичарите каде треба да оди овој процес. А вие како Александар Николовски, како граѓанин, гласачи, ќе излезете на гласање? Да, тоа е исто поставувано прашање и за мене, и за председателот на партијата, и за останатите. Мислам дека било што да одговорам сега ќе влијам на процесот со мојот став, а имајќи предвид дека поентата е да не влијаеме на процесот, би го задржал одговорот за дента. Затоа ли од Владо Поповски, кој ви е советник, веднаш партијата се огради од неговиот став кога рече дека ќе договорот е добар и ќе го гласа. И излеговте со официјално дека се оградувате од таков став. Ако добро се сеќам, она што го кажа партијата е дека тој став е личен став. Да. Има разлика помеѓу оградување и личен став. Видете, ние он рече дека е тоа мој личен став, а партијата дека се оградува од таква изјава на Владо Поповски. Не би навлегувала во соопштението, искрено го немам видено. Реално да бидам искрен, но она што можам да го кажам е дека имајќи предвид дека оставаме слобода на секого да донесе одлука, одлуката ќе ја донесе секој сам. Да имаше партијата поинаква одлука, секако дека таа поинаква одлука ќе презентиравме. Она што е овде факт е дека ние оставаме на граѓаните да самите
одлучат што ќе прават на 30. Па добро, Секако движиме на терен, имаме чувство на каде оди расположението, но На каде оди? па генерално кај Меѓу вашето членство. Не, во нашето членство е јасно, сите се против. Генерално, од она што движиме помеѓу населението, најголем дел се против договорот, има еден мал дел кој што се за. Од овие кои што се против, најголем дел се етнички македонци, затоа што македонците најмногу го чувствуваат при срце. И сега тука има два дела, има еден дел кој што ќе излезе и ќе гласа против, и втор дел кој што нема да излезе. И сега логично прашање се наметнува зашто овие кои што не сакаат да излезат, не сакаат да излезат. Има две едноставни причини. Не се тие некои големи теории на заговор или затоа што некој така им рекол или ги организирал. Туку од причина што прво, многу од граѓаните се сомневаат во регуларноста на процесот, затоа што виделе нерегуларни изборни процеси во минатото и мислат дека е преголем влогот на владата за да дозволи да ова помине така без да го изманипулира. Во кое минато имало нерегуларни процеси? Имало. И во владењето на неговата партија. Знаеме и од една и од друга политичка партија имало, сега да земеме да ги броиме. Не, сакате да кажете, граѓаните немаат доверба во изборниот генерално немаат. И, например, граѓаните сите велат дека имаат доверба во мисиите кои што ги мониторираат изборите. Но сега, на овој начин поставена работата и со јасна порака од меѓународната заедница кој е ставот, се сомневаат и во тие мисии колку објективен став ќе имаат по однос на референдумот, затоа што мислат дека на сите им е битно ова да се заврши. И велат, ако јас излезам, да разлика што ќе гласам против, на крај записникот може да се промени и да изгледа дека сум гласал за. Тоа е првата причина. И втората причина е самата суштина на едно вакво референдумско одлучување, тоа е Македонија со целиот свој композит на етничка мешавина, после Охридскиот рамковен договор има еден добар механизам, тоа е двојното мнозинство, односно бадентеровото мнозинство, кое што превенира мнозинството да го мајоризира малцинството. Но тоа не важи обратно и сега етничките македонци се плашат дека ќе бидат мајоризирани од останатите народи кои што живеат во Македонија, кои што не се заинтересирани за вториот дел од прашањето. Не дека не ги почитуваат, туку не се заинтересирани затоа што не се однесува на нив и тие го гледаат само првиот дел од прашањево, кој што вели дали сте за членство во Европска унија и НАТО. И затоа е прашањево манипулативно и затоа ние баравме да има едноставно прашање кое што би гласило дали сте за или против договорот кој што Република Македонија го потпиша со Грција. Така што тоа е причината зашто има луѓе во отпор. Ама договорот е потпишан заради Европска унија и НАТО. Тоа е логиката, инаку никој од нас не би го прифатил договорот. Тука не би имале дилеми ние во Македонија дали договор ни треба или не ни треба. Зошто би било која партија би разгледувала опција да се прифати договор со Грција да промени името, ако тоа не е услов за Европска унија и НАТО? Тогаш ќе биде проблем на Грција. Има едно поедноставување кое што владата го прави, кое што мислам дека ќе им направи контраефект во целата оваа кампања, а тоа е кампањата се вика за Европска Македонија. Голем дел од овие со кои што се среќаваме граѓани мислат се чувствуваат навредени, затоа што ела не е европска, туку е северна. И во таа насока поврзувањето на едното со другото не оди баш на тој начин. Прво, за Европска унија знаеме сите дека нема никаква гаранција. Се потпиша договорот на 17 јуни, веќе на 30 јуни Македонија не доби датум за почеток на преговори, иако тоа е дел од самиот договор. Очигледно тој процес почнува. Почнува, но доколку не испорачаат на реформи и в година, сигурно дека не испора, во тоа е доброто на преговорите, затоа што ниедна од политичките елити во тој процес на преговори нема да може да се однесува комутно како што се треба да правиме за нас, не за Европа. Елити во изминатите 25 години. И затоа се тие преговори потребни за да конечно влеземе во еден колосек кој државата ќе одведе во насока на вистински правна држава и вистинска пазарна економија. Видете, ако е некој за реформи, ние сме за реформи. Ама ние заради нас треба да ги направиме реформи. Точно реформи не се случуваат во овој временски период. И факт е дека, јас сега коментирам како владата се поставува во однос на кампањата на референдумот, нивната порака е многу едноставна. Доколку ова го прифатите, ние стануваме членка на НАТО и на Европска унија. Она што јас го кажувам и што го разбира мнозинство од граѓаните дека не е така, се свесни дека процесот на зачленување во Европска унија најидеално да оди работата. Ќе трае најмалку 10 години од сега. Нормално. И никој не сака да му ја подцените интелигенцијата
и да му кажувате како се живее во Европска Унија и кои се бенефитите, а знаат дека тоа ќе трае најмалку 10 години. Понатака, но сме во некој процес 10 години кој ветува нешто. Значи имаме сме на некој пат кој има цел многу јасна. Сега не сме нигде. Се околу ветувањето. Сега не сме нигде во еден исклучително деликатен геополитички момент, кој вие како голема политичка партија и те како би требало да ви е јасен и да го препознавате. Во однос на геополитичкиот момент, Балканов е таков секогаш ќе има, без разлика на какви сојузувања ќе имат државите. Ова е тоа подрачје, го го сега знаеме. се зборуваме само за Балканот и вие многу добро знаете за поширокиот геополитички Апсолутно, момент. но Каков е и на какви ризици Македонија би можела да се изложи во тие констелации доколку остане во ова едно лимбо, би го нарекол. Мојата поента е дека дури и со сојузување ова ќе остане невралгично подрачје, но тоа е друга тема. Околу известноста на зачленување во НАТО или во Европска Унија. Она што мене лично ми смета е што владата не сака да дискутира за содржината на договорот. Имаме класично избегнување на содржината на договорот. По мене најпроблематичен член во договорот, покрај промената на уставот, е членот 8, кој што предвидува формирање на меѓуресорска комисија помеѓу владата на Македонија и владата на Грција, која што на секои 6 месеци треба да излегува со извештај за тоа докаде е со ревизијата на историјата, археологијата, науката и така натаму. Тоа што значи? Тие 6-месечни извештаи се поклопуваат со двата состаноци на Европскиот совет, кои што се случуваат во јуни и во декември. Тоа ќе е механизам за вечно трајање на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија, зашто да бидеме искрени. Па не би рекол дека договорот е причина за тоа, затоа што секоја земја во процесот на преговори е изложена од друга земја членка на блокирање на некое поглавје и така натаму, така што тоа може да ни се случи на пример со ако почекам уште малце и утре и со Албанија може да ни се случи. Која е крупната разлика? И со Србија може да ни се случи. Која е крупната разлика? Тоа да ни блокираат поглавја. Крупната со побрзо влеземе, претпоставувам дека помалце не е баш така. Крупната разлика е дека во делот на Грција ние како држава доброволно ќе се согласиме да тој механизам се користи. Има голема разлика кога некоја држава членка на Европската Унија блокира кандидат заради своји причини или кога блокира затоа што кандидатот се согласил на такви услови. Овој договор е вовет во вечно трајање на преговори, односно многу лесно Македонија може да стане втората Турција. Зошто? Прво, ги знаеме грците многу добро. Второ, секогаш кога на грчки премиер или министар за надворешни ќе му треба да си го крене рейтингот дома, ќе го блокира поглавието со барања кои што едноставно нема ние да можеме да ги испорачаме од оваа страна во делот на оваа комисија. Комисијата нема ни временско ограничување, нити тематско ограничување, нити има второстепен механизам на одлучување. Во смисла, ако заглави работата, не е предвидено кој може да го реши тоа. И договоров има многу вакви фалинки, кои што владата не ќе да ги разговара со цел да не стигнат до граѓаните, како што не се разговара ни содржината на уставните амандмани. Ево ексклузивно за емисијата, според наши информации, ја повикувам владата да не демантира, уставните измени во делот на промената на името од Република Македонија во Република Северна Македонија, промената на преамбулата членот 3 и членот 49, се веќе напишани, се завршена работа и им биле дадени на представниците на македонската влада од страна на Грција во вид на non-paper. Односно, дури и амандманите на Уставот не ги пишува Македонското собрание како што е редот, во постапка која што треба да почне после референдумот, туку веќе ги има напишано грчката влада, точно, ги има подпишано, ги има напишано грчката влада и ги има доставено и практично кога ќе почне тој процес, доколку почне, ќе биде само една глума и еден театар дека се прават амандмани кои што веќе се напишани, чија што содржина не ја знаеме, не се објавува во јавност и можеби содржината на тие амандмани, која што според мои сознанија е лоша. Ако влезете во собраниска процедура, не може да не знаете што ќе гласате. Но тогаш, едно е да граѓаните на референдум треба да се одлучат за договорот. Не може да се одлучат за договорот ако не ги знаат сите факти. Еден од најкрупните постулати на договорот се уставните амандмани. Како да гласат граѓаните на референдум ако не ја знаат содржината, односно текстот на уставните амандмани? Уште полошо, уставни амандмани кои што ги напишала грчката држава, а кои што во Македонија само номотехнички ги прилагодува еден пензиониран професор по уставно право. Господин Николовски, сите знаеме дека не е совршен договорот. Резултат е на компромис.
И како таков, сигурно дека има слабости. Утре како влада на ВМРО ДПМН, каков договор вие би постигнале? Подобар од овој? Јас имав една изјава крај на јули за еден друг медиум. Мислам дека е апсолутно најнапаѓана изјава во целиот овој процес на референдум од сите страни, каде што многу јасно кажав дека сум убеден дека може да се постигне подобар договор. И да бидам и поконкретен, мислам дека можеше и да се постигне подобар договор, односно мислам дека можеше да има договор со Грција, кој што минимум немаше да го има членот 8 и немаше да има уставни измени. Прашање на одговорност на нашата влада е зошто прво го напушти форматот на преговори во рамки на Обединетите нации, односно наместо да преговараат преговарачите, преговараа директно министрите за надворешни и премиерите без присуство на преговарачите. Такви преговори секогаш имало. Формално никогаш претходно не бил напуштен форматот на Обединетите нации. Ја да подсетам, Немец дојде со предлог во јануари, кој што заради класифицирање на информации не можам да го откријам, но можам да кажам. Тој предлог беше најлош предлог кој што јас било кога сум го видел. Но тој предлог е 3 пати подобар од овој договор. Добро. Значи да го прифатеше владата предлогот на Немец во јануар. Добро, зошто 11 години ВМРО ДПМН не го реши проблем? Има два дела тука. Прво, мислам дека и претходно и другите влади, ама и ВМРО, значи 27 години не го решаваше никој. Мислам дека има два дела тука во одговорот. Прво, овие максималистички барања кои што ги има Грција, очигледно немало премиер и министер за надворешни претходно кој што бил спремен да ги прифати. Другите ќе ви речат немал храброст. Па, ако зборуваме за тие години. Мислам на рейтингот, личниот рейтинг. Овој процес не трае од 2006 година, трае од 1993 година. Реков и предходните влади, реков јас. Па сега, дали е личен рейтинг, дали е одговорност кон државата, тоа е големо прашање. За Груевски мислам, мислиш на одговорност кон државата? Ја мислам и за Григоров, и за Црвенковски, и за Бучковски, за сите кои што и Костов. Видовме колку Груевски одговорен бил према државата. Значи, јас мислам дека, без разлика на фалинките кои што секој од нив ги имал во менеджирањето на односите внатре во Република Македонија, никој од нив не сакал да нанесе трајна штета на Република Македонија, затоа што сме на чисто. Ние, доколку помине оваа работа, веќе сме нова држава. Ново име во устав е нова држава. Правно, не зборувам сега физички, не зборувам како ја не се чувствам територија. Како нови перспективи исто така има. Перспективите да се прашање на сработување на дома. Зашто мислам дека може да има подобар договор? Сработување на дома, ајде да слушнеме Боријан, да како сработување на дома, сите реформски процеси. Повторно, не само вашата влада 11 години, сите влади претходно. Со сите реформски ние слушаме од 90 и некоја година дека се реформира здравство. И гледаме на што личи здравство. Слушаме дека се реформира судство, гледаме на што личи, само деградираат сите процеси. И сега прашањето е, како понатаму Македонија ако остане во ова лимбо, како што реков, блокирана? Пораката е од сите дека едноставно не можеме се. Тоа тука мислам дека референдумов што понатаму? Кој е одговорот? Како одиме понатаму? Каде одиме? Како и да заврши референдумов, мислам дека има една среднорочна корист за Република Македонија, тоа е што се селектира условно кажано две групи на политичари. На едната страна се овие кои што го поддржуваат, па се јавија и Црвенковски, и Ѓорѓиевски, и да не ги бројам сите останати. И нивната филозофија е всушност писмото кое што го испрати Црвенковски. Тоа писмо, мислам дека е еден вака манифест, еден најдобар доказ која е филозофијата на тие политичари. Филозофијата на тие политичари е, кратко, нас не бива, не можеме да создадеме институции без притисок. И не може да воспоставиме во истите ред. Па тоа вие најдобро го потврдивте со 11 години владење. Јас мислам дека, добро, ова раководство на ВМРО ДПМН не било во извршна власт. Па, сега можеме да дискутираме преризично за граѓаните да дадат нова шанса на нова гарнитура за нови 5-6 години експеримент да видиме дали ќе се погодат реформите или нема да се погодат реформите. Ја не би сакал да се фала ни сам себе ни ова раководство, но е факт дека не бевме дел од владата. Но како и да е, таа филозофија мислам дека е најпогубна за Република Македонија. Зошто? Да имавме ние средена држава, која што не зависи од Европска унија и од НАТО, нас се ни беа 10 пати подобри преговарачките позиции со Грција. Прво, второ, да имавме попосветена влада во целиот овој изминат период и исто така ќе имавме подобри шанси за договор и последно,
доколку не се поставевме во ситуација живот или смрт, немаше грците да отидат толку далеко. Затоа што, бидеме искрени, промената на уставот на Грција не и носи ништо освен политички триумфализам. Кој може би произлегува од провокацијата наречена антиквизација, која сега можеме ние да ги дискутираме и покажување на прст, како што рече еден ваш и дали имало провокација од другата страна и така натаму. Антиквизацијата само им направи услуга на Грција. Но поентата ми е дека Грција успеа да си дозволи да помине преку било која граница на пристојност во овие преговори, затоа што почувствува дека на другата страна има слаб противник. Тоа го види со Мицотакис на Ципрас, обвинувајќи го дека Ципрас дозволил македонски јазик. И сега утре вие треба преговарате со Мицотакис кој доаѓа на власт. Факт е дека македонскиот јазик не може да го поднесе. Факт е дека ерга омнес позиција првпат е прифатена сега, никој претходно не ќе ни да ја преговара. Тоа е меѓу другото затоа што владата беше поставена на начин на кој што беше поставена. Да од едната страна влезе преговарачки тим од 60 меѓународни експерти, не грци, но и не грци, ангажирани да работат на прашањето. Кај нас да влезе само тим на МНР без надворешни соработници, па после тоа да министерот за надворешни се обида да најде и наоѓа еден кој што ќе помага, 60 на 1 не може да добијат битка. Господин Александар Николовски, дали ги преземале, Заев рече во право сте. Само завршам. Да ги влати ключевите од владата и да ви каже повелете влезете во владата, кој е вашиот план? Од моментот кога ќе влезете во владата. Во овие дадени политички, геополитички констелации какви што ги имаме. Да бидеме искрени, позициите во моментов на Република Македонија се трајно нарушени со подпишување на ваков договор, затоа што другата страна добро дека ако референдумот не успее, договорот не важи. Територија. Добро. Но факт е дека со честна работа, посветеност, поправање на состојбите дома и градење пријатели надвор, ама пријатели некои што ќе ви помогнат да добијат ушедни избори, кои што ќе ви помогнат да имате подобри позиции во однос на Грција, мислам дека може да се избоксува подобар резултат на Македонија, кој што нема да значи промена на уставот со цел промена на уставното име, нема да значи вечно блокирање во евроатлантските процеси, нема да значи ограничување на македонскиот јазик и македонскиот народ само на територија на денешна Република Македонија и нема да значи ова понижување кое што го имаме сега. Ако ве прашам, ако сте министер за надворешни сега во тие услови Заев дал оставка и ако ве прашам уште колку десетици или стотици илјади иселување на млади ќе чини тоа, за да ми кажете временски, кога ќе ќе ме интересира, дали ќе ја фати керките мои, тие генерации, просто да знаеме како ги планираме животите. Вие ќе треба како министер за надворешни или премиер, не знам, да ни дадете како на граѓани некаков одговор. Јас не мислам дека младите се иселуваат од држава заради името на државата. Заради немање перспективи. Се иселуваат заради состојбата во која што е државата. И јас токму тоа го зборувам цело време. Да. Дека поправање на состојбите во државата значи подобра позиција во однос на Грција. И обратно, останување на овие позиции значи полоша. Да бидеме искрени, не ќе да навредувам никого. Имаме Албанија е земја членка на НАТО. Бугарија е земја членка на Европска унија. Ако се споредиме вака, ајде да не продолжам, не сакам да ги навредам. Сте ги споредиле бројките на странски инвестиции откако се во НАТО бројки ние и Бугарија во Европска унија? Јас одам и во едната и во другата и се среќавам со луѓе и гледам како живеат. Што ми е поентата? Нити НАТО, нити Европска унија се магичното решение за проблемите. Магичното решение за Бугарија скоро како магично да се кажам еден пример од средбиве кои што ги имаме деноиве. Дојде еден пратеник, не би го именувал заради дискреција на состанокот, од Германија и објаснува зошто е добро да се прифати договорот и вели и знаете ќе почнат да доаѓаат германски инвестиции. Јас му велам, господине, германски инвестиции доаѓаат до пред 2 години. И му ги набројав сите германски инвестиции кои што дојдоа во државата. Престанаја да доаѓаат во овие 2 години и му реков да ви кажам зошто. Затоа што владата донесе глупава одлука да јавно ги објавува договорите за инвестирање и на тој начин им ја руши конкурентната позиција во однос на конкуренцијата. Па видите, сега тука барем ја не би да ги бранел, ама бројките покажуваат дека последното 6 месеци имате апсолутно најголем број на инвестиции во споредба со последните 4 години. Зашто е таа бројката? Само да довршам поентата. Значи, дали во државата ти доаѓаат или не странски инвестиции зависи од НАТО и од Европската унија, ама пред се зависи од политиките на владата. Вие го имате Александар Вучич кој што јавно вели
дека е пресреќен со промената на економскиот тим во Македонија, затоа што ако до пред 2 години Македонија била главна конкуренција на Србија и ниеден инвеститор не одел таму, сега дури и овие кои што инвестираат во Македонија, од типот на Кромберт и Шуберт, ги градат своите втори фабрики во Србија. Во однос на втората работа која што ја споменавме статистиките, оваа година имаме такво зголемено затоа што, еве да кажам директно, Джонсон Мети направи исклучително висок профит оваа година и Джонсон Мети има кон својата централа, не би сакал понатака да навлегувам, по зајмици кои што ги книжи како профит во Република Македонија и како инвестиција. И затоа е таа бројката. Кога тие ќе се повлечат на крајот на годината, заради плаќање на данок на добивка, ќе ги видиме реалните бројки. Ајде да ја почекаме да заврши годинава, па да ги видиме бројки. Кажете една земја од Источна Европа која што стагнирала по влезот на НАТО и почеток на преговори со Европска унија. Видете, една. Јас не сакам да ја сведам дебатата и тоа е она што сака да го направи владата, дали е ВМРО за или против членство во Европска унија и во НАТО. Не, апсолутно сме за. Го имате вие од... И не сакам да го дискутирам, нити да дискутирам дали имаме придобивки ако станеме членка на НАТО и на Европската унија. Тоа сакам да се она што го спориме е дали е фер цената што треба да ја платиме. Ние мислиме дека ова е нефер цена. И мислиме дека е нефер цена. Не заради НАТО и Европската унија, туку заради начинот на кој што се поставила владата. Ние се согласуваме дека целиот процес е нефер. Еве ќе ви откријаме една работа. Самото барање на Грција промениме име, сите го доживуваме како нефер. Кога ќе се декласифицираат лидерските две средби, за жал само толку имаше за името, ќе можат граѓаните да видат повеќе детали. Кога седнавме во јануари на лидерска средба, првото прашање кое што ние го поставивме до владата беше зошто брзате до јуни. И фигуративно им објаснивме дека тоа е како некој ловџија да оди на лов, има два начини на лов, тие кои што се ловџи знаат. Или го бркате зајакот, или застанувате во заседа и чекате да помине. Ако застанете во заседа, прашање е само дали имате нерви да чекате, иначе ќе помине. Саат, 2, 5. Грција, знаејќи дека крајниот рок на владата е јуни, беше ловџијата кој што чека. Ама знаеш и точно кога ќе помине зајакот. Значи, имаше милион вакви грешки. Првата грешка која што ја направи владата е што даде крајен рок и грците само чекаат да заврши крајниот рок. Втората е што излезе од процесот на преговори. Третата е што не внесе експерти. И четвртата, по мене најбитна, е што меѓународните пријатели кои што апсолутно ги има Македонија и е факт, ги има и оваа влада, можеби како никоја влада претходно, ги искористи за личен бенефит на премиерот кој што имаше своји главоболки. И дури имаме една ситуација каде што премиерот, негови блиски луѓе и така натака, сега продаваат теза дека ќе бидат втор Мило Џукановиќ на Балканот, односно дека ќе можат да си прават во Македонија што сакаат, но тоа ќе им биде толерирано од меѓународната заедница затоа што биле на правата страна. Така, тоа еднаш го видовме, не верувам дека тоа е спекулации. Не е спекулација ова. Добре го знаете. Еднаш го видовме, ако имат кај е објавено форма на Мило Џукановиќ, не верувам дека народот ќе дозволи да му се повтори. Ако мислат дека на тој начин ќе било кој им дозволи да се однесуваат, мислам дека е голема грешка. Ама тоа е начинот на кој што се Не, Александар, ние се согласивме дека еве Заев треба да си оди утре. Од Груевски па мислат и они дека може така да си прават што сакаат. Што правиме понатаму? Нема Заев. Ако си оди Заев утре, нема договор со Грција. Оди Заев утре, ние силно ќе се посветиме да ја кренеме Македонија и економски. Ама треба да добиете избори. Со кој Не, сега ја го разбирам поредно дека би добили избори. Така го разбирам прашањето. Ако добиете избори. Не сте добили избори. Еве ви остава Заев клучот. Видите, вика ја се предам. Ние незаслужена власт и влада не сакаме. Добро. Значи, за ВМРО ДПМН да формира влада, треба да победи на избори. Се друго е нечесно. Сам премиерот кажа, еве, знаете како понекогаш премиерот не разбира дека одредени лидерски средби кои ќе се прават има одредено ниво над кое што не се пренесуваат работи, ама еве сам пренесе дека понудил на ВМРО ДПМН широка коалиција и сам пренесе дека ВМРО ДПМН одби. Одби затоа што не сакаме незаслужена власт. Добро. Кога ќе победиме на избори? Здравје Господ ќе победиме. А имате ли анализа? Голема партија мора да имате. Еве, рековте ќе правиме ова, ќе правиме. Кои се негативните консеквенции за Македонија доколку референдумот не помине? Што не чека? Морате да бидете искрени кои вашите гласачи. Јас да бидам искрен. Значи, а не можете да ми кажеш дека ако се ќе биде добро, ако само да не успее договорот.
Да бидам искрен и не сакам ова да звучи како црно-бело гледање на работите. Ние ќе почитуваме волјата на граѓаните. Добро. Доколку референдумот не помине, тоа е волјата. Да. Да одговорам сега лично. Мислам дека тоа ќе даде шанса на државата да една работа која што може сега трајно да и се случи, да не и се случи, а тоа е комплетно преименување на државата и на идентитетот на тоа го разбрав. Која е анализата? Уште за мене нема поскапо. Во вашиот аналитички центар, што ќе се случува со Македонија од денот кога договорот нема да референдум, нема да важи, или дал референдум или било како. Која мора да имате таква анализа? Предпоставам дека имате руско влијание, имате турско влијание, имате тектонски промени воопшто во генерално во меѓународните односи, да целата геополитиката се прередува просто. Сите карти се прередуваат. Сега имате мала една Македонија која вие мора да ја позиционирате во тие констелации. И како сериозна партија да речете ова ќе се случува со Македонија во идниот период. Се слагам, ама сите овие работи кои што ги кажавте, ќе се вратам се назад, па ќе одговорам и за напред. Не се образложение камионите на Вице Заев да вртат во Рекбитол. Не, рековме дека не, и зошто критикуваме? Не, ова е многу битно. Не ворите тоа. Многу ми навелат, бевте долго на власт, зошто критикувате? Ова влада дојде и победи, односно не победи на избори, но направи добар резултат, па после направи влада, затоа што вети дека многу работи ќе ги направи различни од тоа што според нив се случуваше претходно. Еве се согласуваме дека не вети комплетен реизбор на судство кој што ние не го влијаме. Не ми одговарате на прашањето. Вашата анализа во партијата. Еве нечи се согласуваме. Не можете да направите 10 пропусти дома и да очекувате да ви се покријат само затоа што ќе ве посети странски државник овдека и затоа што ќе зборувате дека сте во проблематичен момент и мора ви се простат гревоите. Добро. И сега гревоите нема да ги прости никој. Мора да имаме едно одговорно владење. Добро. Јас сметам дека доколку заврши оваа работа како што јас очекувам дека ќе заврши, а тоа е дека граѓаните нема се согласат со овој договор, прво владата мора да се понесе одговорност. Ќе нема никаков легитимитет да продолжи да го води договорот. Второ, ќе мора да си дојде нова влада, која што влада ќе треба паралелно да води два процеси. Едниот е да ја промени државата однатре и вториот е да се обиде да избоксува подобра позиција за Република Македонија, користејќи ги сите правни средства кои што стојат на располагање. Кој ќе се завршат овие две? Знаете за пораките, колку пораки стигаат од ценството ваше после 30 ако не успее селете се од тука? Значи, ако тоа ќе биде промена на државата со чистка на све што не се согласува, бидејќи е многу важно да се оградувате од тоа или не. Не, мислам дека нема такви пораки од партијата. Има и до вашиот подпредседател. Ќе се навратиме на темата околу вашиот председател кој изрази желба да гласа на референдум, па е изложен сега на еден жесток говор на образа. Жестока осуда од мене за сите оние кои што имаат говор на образа и јас го имам, да отвориме. Сакам да прашам, зошто социјални мрежи ќе видите зошто председателот Митко Јанчев по телефон гласаше на извршниот? Практикувате така? Треба да прашате. Тоа беше битна. Треба да прашате него, колку што јас знам, човекот беше болен посериозно и физички не можеше да присуствува на состанокот и утредента, знаете, кога се појави на медиум исто така не беше физички присутен, но не би намерил. Ама не, извршниот е многу битен и беше за многу битно. Во него се приватни работи, навистина не ми е приватно, не ми е пријатно да ги прашувам дома коментирам. Дали бил или не. Мислам дека се работеше за приватни здравствени причини. Мислам малку чудно ми беше тоа телефонски, мислам дека е под пресија да го заштити со пресијата, бидејќи мета на говор на омраза. Раководството апсолутно си ги штити не само оние кои што се раководство на партијата, туку и сите членови. Еве јас како потпредседател на партијата кажувам дека најостро ги осудувам сите оние кои што Вие не тоа зашто соопштение нема од партијата? Не само него, туку и на сите останати, затоа што многу луѓе од ВМРО добиваат закани. Дали тие закани се организирани од владата? Дали се организирани од некој друг? Не знам, не е моја работа да знам, но апсолутно ги осудувам и јас сум всушност предмет на таква работа, но сме поминале многу, ќе го поминеме и ова. Она што е очигледно е дека владата ја фаќа нервоза и паралелно водат неколку процеси во овој период, каде што се обидуваат да играат една симултанка која што на крај мислам дека целосно ќе им пропадне. Клучната работа е дека не успеа да испорачаат на работите кои што ги ветуваат во текот на шарената револуција и доаѓањето на власт и сега се обидуваат да го сето тоа покријат со промената на името, лажејќи граѓаните дека се работи за Европска Македонија, не се работи за Европска Македонија, се работи за Северна.
Многу едноставна работа. Како стојат работите внатре во партијата, бидејќи многу голем дел од членови и од раководството имаат апсолутно став дека овој референдум треба да биде поддржан, да се излезе да се гласа за или против? Ние го поштуваме ставот на секого. Значи, јас кажав, нашиот став е токму тоа, нашиот став е дека оставаме на секого самиот да донесе одлука што ќе прави на 30 септември. Самиот да донесе одлука ги офатат сите одлуки. При тоа нема функционери на партијата кои да ти велат ќе ве сликаме сите што излегувате на терен малку поинаку за предавници. Јас не знам за такви. Јас, например, знам, а овде во ова студио Петар Богојовски се пожали дека е изложен на жестоки критики заради неговиот став како заменик генерален секретар на партијата. Доколку е така, има органи во партијата, не треба да се жалат јавно, доку во рамки на органите на партијата да го решиме тоа. Сите оние кои што чувствуваат било што се случува во партијата не е согласно статутот и не е во ред, има начин да го артикулираат низ органите на партијата. Апсолутно партијата стои на ставот и тој став ќе остане до завршување на референдумот. За крај да се вратам на прашањето со странците. Од ИПП, ваши пријатели кои ви ја поддржаа ВМРО ДПМН во многу моменти. Зошто мислите дека они не се пријателски и не ви даваат совети кои се многу добронамерни? Не, апсолутно ние мислиме дека се пријателски и имаме пријатели таму со кои што сме се гледали и пред референдум, ќе се гледаме и после референдум. Единствено што е различно е перспективата од која што гледаме. Тие гледаат од перспектива има проблем на Балканот помеѓу Македонија и Грција, добро е да се реши. Ние гледаме од перспектива каков е договорот и која е содржината и сметаме дека со тој договор не може да се живее. Односно, сметаме дека Северна Република Македонија не е решение и никако оваа држава не сме да се прекрсти во Северна Република Македонија. Она што мене најмногу ме загрижува е што владата сака да си го испере тој договор, да си го испере да си испере грешката на начин што ја злоупотребува меѓународната заедница. Тоа е нечестен однос кон меѓународната заедница. Вие останувате проевропска унија. Апсолутно. И тоа значи дека прокомпромис. Видете, има компромис и компромис. Значи, со Европска унија сме на чисто, викат компромис и Европска унија. Ова апсолутно е неприфатлива работа. Ако компромисот е да комплетно се обезличи македонскиот народ, тоа не е компромис. Во компромисот треба да видиме дали можеме да побараме од Грција реципрочни мерки од типот да признае постоење на македонско малцинство, да признае постоење на македонски јазик, да признае враќање на Не, во рамки на Грција. Прочитајте го добро договорот, пишува се ограничува Павло Соскопулос кој е паталец на теренот вика ова е за нас големо пробивање во бункерот на грчкиот национализам. Признавањето на македонскиот јазик отвора пат за нив да бараат јазични права. Вели бункер, но тој бункер стои и во овој договор нема никакви обврски за Грција. Ја не гледам ни една обврска за Грција освен некакво ветување, кое што ветување уште овој јуни не се испорача за датум за почеток на преговори. Јас мислам дека не со Мицотакис или со Ципрас или со било кој. Ние може да го решиме со подобра држава овдека, затоа што повторувам, не сметам дека Северна Македонија е решение, како што не сметам дека не треба да бараме од грците да дозволат малцински јазични права за македонското национално малцинство. Со промената на членот 49, кој што споменав дека грците сами го имаат пишувано, со овој договор, ние како држава треба да се откажеме од тоа. Јас не мислам дека е тоа во ред. Нити историски, нити према тие луѓе таму. Уште еднаш, дали не мислите дека однесувањето на партијата е во насока на поддршка на бојкотирањето? Однесувањето на партијата е многу честно, многу искрено и е на линија на она што го чувствува како вибрација од народот. На терен викате договорот е лош, не избегувате. На терен ги кажуваме сите негативни аспекти од договорот. Ништо позитивно, само негативно. И зашто не гледаме такви? Не гледате. Излегуваме да гласаме против договорот. Јас кажав, има многу мал број на луѓе кои што се за, огромен процент кои што се против, од кои што дел се да излезат и да гласат против, дел се да останат дома и образложив зошто луѓето сакаат да останат дома. Оставете вие тоа, тоа е демагогија, народот да ни каже. Проблем. Вие сте лидерство. Не, ние обратно го голема политичка партија, лидерство подразбира вие да го водите следство. Тоа е она што споменав тоа го споменав пред 20 минути. А вашиот лидер вика јас го слушам народот. На Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓорѓевски. Ма не е на Бранко Црвенковски. Па зошто го бираме за лидер? Ние сметаме дека народот за најбитното прашање во државата ако Черчил, Аденауер и Де Гол ги
ги слушаа народите во Европа, германци и Некој треба храбри одлуки. никогаш немаше да има траен мир во Европа и да има Европска унија. Аденауер и Де Гол се големи лидери и бидете големи лидери. само завршам, никогаш не преговарале да си го сменат името на државата што ја воделе, нити националниот идентитет. За тоа време правеле концесија ако ги прашате. Не вакви. Јас не знам за поголема концесија во компаративните меѓународни односи од ова. Да вие се согласите по диктат на сосед да си го промените името. Јас за таква концесија не знам. Нема историски нема таква концесија. Значи немате решение ако не викате ако се согласи. Поведете го и речете му бидете против договорот, бидејќи договорот не е добар. Членството и народот нас ни кажува што правиме, не ние на нив, а ние честно им кажуваме зошто е лош договорот. И вака кој да ќе бидам чуете искрен, членството лично ми се свиѓа таа филозофија, ние го слушаме народот. Против. Јас ви кажав, многу мал дел од членството, скоро никој не е за, сите се против. Прашањето е дали ќе излезат или ќе останат дома. Се повеќе сакаат да останат дома од причина што сметаат дека ќе е наместен референдумот и дека ќе бидат надгласани. Како и да заврши, можеме ми е лоша проценката, ние волјата ќе ја почитуваме. Нова финта, ова е нова финта дека со мнозинството, членството се влего во клиничката. Епа малку сендвич. Ова е нова финта дека со помош на меѓународната ќе го фалсификуваат не реков така. Референдум. Не реков така. Добро, ама не реков така. Преска рече дека меѓународните ќе бидат за да помине референдумот. Не. Да бидеме коректни, затоа еве сега викаш дека народот чита со порталите малци проблематично се вади по една реченица па комплет оди контекстот од друга насока. Што реков? Мора да сме на чисто. Дека заради историјат на лоши изборни циклуси од многу влади претходно, граѓаните се плашат дека заради големиот интерес да помине договорот, дека ќе се замижи на фалсификат кој што ќе прави влада. Што помасовно излезат граѓаните, тоа помалце шанси за владата да фалсификува. Па нека излезат и нека бидат против договорот. Волјата која што ќе гласаат таму затоа што ќе гласаат едно, а во записник ќе има друго. Ви кажувам како размислуваат луѓето. Така. И ние се среќаваме со луѓе, не само вие. Добро, Александар, ти благодарам. Браво. Благодарам. Веќе Џугуманова на пултот. Џугуманова, повели со вестите. Добар ден и од мене до гледачите. Поздрав од студиото, од овој дел на студиото на 1 ТВ, каде што се редовно вестите. Ова се вестите во 18 часот.